Пробација наместо затвор за осудениците со пониски казни, со електронски алки, засилен надзор и поголема улога на пробацијските служби уште во кривичната постапка, новиот предлог закон за пробација е оформен според сите европски стандарди со помош на експерти, професори и судии. Предлог законот треба да придонесе за поефикасен правосуден систем и помалку затвореници во македонските затвори, што ќе значи и повеќе заштедени народни пари. Со ова законско решение се воспоставува јасен и модерен пробацијски систем, кој носи три клучни резултати: поефикасно извршување на мерките во заедницата, посилна ресоциализација на лицата опфатени со санкции и повисоко ниво на заштита на жртвите. Системот станува поорганизиран, поодговорен и подобро поврзан помеѓу институциите. Дел од промените што ги предвидува законот е единствениот електронски регистар за подобра евиденција. Со подзаконски акти се регулираат и човековите права, заштита од тортура и несовесно однесување, како и забрана за дискриминација. Јас исклучително се трудам да дадам акцент на незе, ќе си дозволам да речам, да ги едуцираме судиите, затоа што ние можеме најдобрите закони да ги имаме и најдобрите услови да ги имаме овозможено, меѓутоа сепак се судиите тие кои што треба да ги одредуваат тие алтернативни мерки. Предлог законскиот текст е во финална подготовка, а е дел од вкупната реформа во казненото право, што опфаќа уште и донесување на нов кривичен законник, нов закон за кривична постапка, како и закон за извршување на кривични санкции. Проект што го води Македонската академија, тоа е хармонизација на правниот систем со правото на Европската унија. Во оваа фаза на проектот, главна тема, главен предмет е владењето на правото и судските реформи и борбата против корупцијата и другите значајни реформски чекори што треба да бидат направени на патот на евроинтеграцијата на нашата земја. Според експертите, доколку се усвои овој предлог закон, ќе се намалат негативните ефекти врз казнетите, нема да се оттргнат од своето семејство и нема да имаат негативни последици врз нивната психичка состојба.